извесно време или по неколку години веројатно Скопје ќе може повторно да го почувствува тој празничен дух, но ќе оживаме во овие вкусови и мириси. Верувам и секој од нас со својот избор, а во текот на престојните новогодишни божикни празници, богами го имаме изборот. Го имаме изборот и да настани каде што можеме да отидеме и да уживаме, а ние секогаш имаме една топла препорака за интересни случувања, концерти во кои што навистина ќе може да поминете квалитетно време, па така и она кое што ќе биде на почетокот на стидниот месец или на 2 декември, а тоа е пијано вечер со Бобан Мирковски, кој што во утринското будење го имаме токму денес понеделнично. Бобан, добро утро. Добро утро. И добро ни дојде вака онлайн како поздрав до нашите гледачи и покана за концертот кој што заедно го најавуваме во продолжение. Добро утро, се надевам се слушаме и благодарам на поканата. Така е, да, супер те слушаме, те гледаме, ти посакуваме добар старт на овој нов работен ден и новата работна недела. Јас и Ивана веќе си ги правиме нашите утрински напитоци. Кажи ни како тебе вообичаено Бубан ти стартува денот, дали особено вака на денови пред концерт имаш некој поинаков начин на функционирање и ритуали? Па, генерално ритуалите се секогаш исти, јас ви го подготвив утринското кафе, инструментот овдека. Обично вака го стартувам утрото со вежбање, особено вака пред концерт нормално. Така што тие ми се некои утрински ритуали, па потоа го започнувам денот со моите ученици на моето работно место во Илија Николовски Луј. Така од прилика. Одличен начин да се започне денот, особено ако знаеме да си направиме нешто за своја душа, во случајот кај твојата привилегија истовремено и твојот талент да си засвириш нешто за своја душа, меѓу другото како што велиш и тоа е на некој начин тренирање или како велиме нешто кое што представува навистина проба, особено пред концерт, но кога зборуваме за ето она кое што е дел од самата програма на концертот и тоа кое што ќе може да го види македонската публика, верувам дека ќе биде интересно да го представиме за оние кои што не следат утрева. Да, концертот како што веќе најавивте ќе се одржи на 2 декември во малата сала на Филхармонија. Одбрав една, ајде да речам, карактеристична програма за мене и мојот стил што го предпочитам. Ќе отсвирам дела од Фредерик Шопен кој што е неизбежен за секој пианист, нели, 4 скерца. Гершвин рапсодија во Сино, која што е дело напишана за пијано и оркестар, меѓутоа во соло изведба овој пат, и делото од Сен-Санс наречено Африка, кој што исто така првично напишано за пијано и оркестар, но во негова лична транскрипција за соло пијано. Билетите се веќе пуштени преку МК Тикетс и се надевам дека публиката ќе ужива во едно предновогодишно издание мое. Да, апсолутно е така. Бобан, тоа велиме дека во месец декември треба дури можеби и малку порано да започне кај нас таа празнична магија, која што веќе речиси секој град во соседството ја нуди. Се со цел нели граѓаните барем да можат нели да здивнат, да се релаксираат и малку поинаку да ги поминат последните денови од годината. Колку ти кога не си на работна позиција, сакаш да прошеташ во месец декември, да појдеш на некои вакви концерти кои што можат нели дополнително да те нахранат и да научиш нешто од нив. Пред се да уживаш, но нели понатаму да научиш нешто. Да, декември месец е идеален за такви настани, не само за музички настани. Многу често сакам да одам и во театар, да проследам некои концерти, се разбира во согласност на тоа колку имаме време и простор за сето тоа, така што и јас некако сакам да ја доживеам таа предновогодишна еуфорија како и сите други. Да. Бубан, во однос на концертот и програмата, дали секогаш сам си го правиш концептот, репертоарот, што ќе се изведува или имаш некој со кој што нели соработуваш во врска со тоа, но претпоставувам секогаш гледаш да се задоволи и вкусот на публиката, бидејќи сепак сето тоа што го правиш е токму за неја. Да, јас долги години веќе соработувам со Баги комуникации кои што се грижат за секој мој концерт. Што се однесува до програмата, гледам да ја изберам сам во зависност од тоа како се чувствувам во тој период, што можам да дадам од себе, така што генерално ја бирам сам, но нормално гледам да тоа целото биде и прифатливо и за публиката, па и за оние луѓе кои што добро ме познаваат, да можат да го почитуваат она што јас сакам да им го пренесам.
Да, интересно е кога зборуваме за тоа како и на кој начин се пренесува тоа кон публиката, а исто така, особено кога разговараме и кога ги прашуваме музичарите како и на кој начин тие се внесуваат во нивниот свет кога тоа го представуваат на публиката, сакам и на тој начин да зирнеме во таа димензија, веројатно заради тоа што сте во посебна димензија, ако зборуваме за самата концентрација и истовремено препуштање на она кое што треба да го почувствува и публиката и да се пренесе таа енергија, што е она кое што најчесто можеби го имаш како ритуал пред концертот, кој ти дава едно смирување на духот и концентрација во однос на изведбата на концертот и меѓу другото што е делот, да кажеме, додека свириш, што е она кое што можеби ти дава сила, нешто кое што ти поминува низ глава, да. Секогаш е интересно и тоа да го слушнеме, заради тоа што една е страната која што гледа публиката, а друга она која што го чувствува самиот музичар или уметник. Да, одлично ви е прашањето, меѓутоа одговорот е тежок. Не може да се пренесе баш така лесно. Да. Што е она што ни се мота низ глава е многу интересно да успееме да го пренесеме на публиката. Значи, генерално одговорноста е огромна. Се работи за навистина огромна работа пред самиот почеток на концертот, значи не е тоа ден за ден, да речам, туку е навистина месеци и месеци подготовка. Она што ме смирува, да речам, во моментот е она што чувството кое што јас имам во целиот процес додека го работам секој еден концерт и секоја програма која што ја подготвувам. И генерално пред концерт се обидувам да се смирам баш онака како што се замислувам целата програма, се обидувам да направам генерален еден концепт за целиот концерт и кога ќе излезам на сцена, кога ќе ја видам публиката, веројатно таа е таа која што ми дава сила и енергија да го издржам целиот концерт. Да, Бубан, оние кои што те познаваат, знаат дека имаш завршено во класата на почитуваниот Симон Трпчевски и тоа е сигурно една голема привилегија да имаш можност постојано да во тие училишни денови да си во комуникација со него, да учиш од најдобриот во тој момент. Колку се уште остварувате некаква комуникација и колку тој знае да биде критичар на твоите концерти сега веќе кога настапуваш како самостоен уметник? Да, јас имав привилегија навистина да учам од прекрасни педагози и професори и во средното училиште кај Даница Стојанова и на факултетот кај Симон Трпчевски, па и постдипломските студии кај професорот Александар Сердар од Србија, кои што навистина оставија голем трак во мојата кариера. За жал, со текот на годините се поретко, како и со сите други, се поретко имаме можности да се гледаме и да се слушаме, меѓутоа гледам кога ќе биде и тој во можност, кога сум и јас во можност да се слушнеме, да се видиме, така што од време на време имаме контакт уште. Одлично, секогаш е добро да се одржува таа комуникација и секогаш е добро кога имаме мотив за напредок во кариерата. А верувам, Бобан, не само тоа, туку имаш и план за новата 2026 година, која што ни тропа наврата, како се ближиме кон крајот на ова и го сумираме можеби успехот кој што ја карактеризира или ќе ја означи 2025-та. Кои се плановите или можеби нешто кое што и сега во овие минути би го најавиле за престојната 2026-та? Да, за жал не можам многу да најавам, меѓутоа имам големи планови за 2026 година кои што се надевам дека ќе ми се остварат. Имам во план и нешто ново од мене што до сега никој и јас го немам работено и го немаат слушнато од мојата публика, така што ќе има навистина интересни проекти кои што се надевам дека ќе се остварат некаде веќе на пролет, ќе можам да кажам што и како е во план. Да, тоа значи по празниците можеме со некои подетални информации веројатно да се споделат за јавноста. Бубан, пред да те поздравиме, со оглед на тоа што спомена дека си професор, дали можеби со учениците подготвувате или спремате нешто пред новогодишно овој месец декември? Да, секогаш на крајот од месец декември во нашето училиште, во нашата сала во Илија Николовски Луи подготвуваме концерт на класите, на секоја класа, така што и со учениците сме во ек на работа сериозна. Се надевам дека и тие ќе уживаат и дека ќе имаат успешен концерт.
Да, веруваме дека ќе биде така, особено со професор како тебе, верувам дека учениците имаат што да научат. Бубан, ти благодариме што утрово се разбуди на некој начин сутринската на Телма или денот ти стартуваше заедно со нас и со нашите содржини. Ни те прашавме дали си ранобудник или утрово баш стана за нашите потреби, ама со оглед на професорската работа верувам дека не е нешто непознато да се стане во рано. Да, јас сум генерално ранобудник, така што не е никаков проблем во станување рано наутро. Ви благодарам многу за поканата и се надевам дека публиката уживаше во нашиот разговор. Да, а публиката дополнително ќе ужива на концертот или пијано вечерта која што ќе биде токму со тебе на 2 декември во малата сала во Филхармонија. Се надевам дека ќе дојдат луѓето и ќе уживаат во нешто концертно ќе им го приредиш и понудиш таа вечер. Ти благодариме многу и ти посакуваме убав остаток од овој понеделник. Поздрав, Бобан.